Добар ден, почитувани. Следите уште една телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. За време на пандемијата се појавија бројни митови поврзани со пушењето и COVID-19. Што навистина вели науката за никотинот и цигарите, без разлика дали се индустријски, рачно виткани или електронски. Колкав е реалниот ризик од рак на белите дробови, но и на другите органи, како што се, например, грлото, мочниот меур или панкреасот. Дали е точно дека само една цигара дневно го зголемува ризикот за малигно заболување? Што се случува само 24 часа по последната цигара, а што 10 години потоа? За сето ова денеска разговараме со доктор Милан Ристевски, онколог. Останете на телма. Која е поврзаноста помеѓу малигните заболувања и никотинот и цигарите? Ова прашање ќе му го упатиме на доктор Милан Ристевски, онколог од приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторе, добре дојдовте во студиото на телма. За време на пандемијата се појави една контроверзна теза дека пушачите поретко заболуваат од COVID-19. Па што вели денес науката? Дали имаше вистина во тоа? Од како излегоа поточните статистики се свади дека воопшто не е така. Прво започна со една теза. Хроничните пушачи, долгогодишните пушачи имаат стаза на секрет. Тоа е секрет кој што се ствара од најмалите бронхиоли, па низ бронхиите, низ трахејата, па се искашлува надвор. Секрет што ние го викаме народно со едно многу така сочно име шлаем. И дека наводно тој прави физичка бариера за да не може антигенот, односно вирусот, да се врзе за AC2 рецепторот. Меѓутоа се утврди дека не е така. Не само што се утврди тоа, туку се утврди дека и никотинот сам по себе прави нешто што се вика апрегулација, односно го зголемува бројот на AC2 рецепторите во бронхиите во превод, ги зголемува сидриштата, прифатилиштата за вирусот во белите дробови, така да ништо од сето таа теза не е точна. Убаво е тоа да се разјасни, доколку се уште постоја некакви нејасноти. Пушачите секогаш ќе најдат изговор. Тоа е првиот. Секогаш. Сега, дали се подеднакво штетни индустријските цигари, оние што се рачно мотани со тутун и пурите? Бидејќи тука постојат различни убедувања. Ајде да почнеме малце поодамна за да дојдеме до сршта и до одговорот. Што е тоа што реално тобако индустријата може да го смени, а не го менува? Прво, тутунот како растение е изразито абсорбентно растение. Абсорбира многу работи од самата почва и од самите ѓубрива. Верували или не, ѓубривата се она што допринесуваат за штетноста на тутунот. Особено оние ѓубрива што и ние ги употребуваме, фосфорните ѓубрива. Тие го збогатуваат оној состав со радиоактивни елементи со спор распад. Значи, самиот состав на тутунот, односно на листот, како негов најупотребуван дел, особено ние фини влакна, трихоми што ги нарекуваме ние, латински, што се на самиот лист, као влакненца. Имаат и дополнителна абсорбиријска способност и она што е во атмосферата да го абсорбираат. Така да, имате 3 серии различни на радиоактивни елементи во многу мали трагови за среќа, меѓутоа значително повеќе отколку во другите растенија. Да речеме значително повеќе отколку во нешто најсродно во канабисот. За да не ме свадите погрешно, не прокламирам ништо. Не ќем на ништо да алудирам, ви кажем чисти научни факти. Првата серија на радиоактивни елементи потекнува од радиум 226, кој што се наоѓа во фосфорните ѓубрива. Тој радиум се распаѓа на радон и полониум, полониум 210 и олово 210. Тоа е едната серија радиоактивна. Втората радиоактивна серија е ураниум ториум серијата и третата радиоактивна серија е калиум 40. Да, и преку инхалација на чадот тие доаѓаат во нашите бели дробови и прават штета. Значи, тоа е оној дел наречен спор радиоактивен распад. Одиме сега на хемиските моменти од самата цигара. Цигарата се пуши ради никотина, така. Она што
пушачите сакаат да го добијат како Тоа што создава зависност, всушност е никотинот. Тоа е никотинот. Самиот никотин директно не е канцероген, меѓутоа индиректно неговите метаболити во организмот се канцерогени. На пушењето цигари ќе дојдеме и до тоа која е разликата помеѓу индустријска цигара, како што вие на скрин, пура, рачно мотана дома, односно од пазарче, некаков си тутун купен, кој знае со какви ѓубрива, прсканици, кои пестициди. Преку 70 директно канцерогени препознаени материи има во никотинот кога се инхалира. Поделени во неколку големи групи, полициклични, ароматични карбони, хидрокарбони, каде што и најканцерогениот од сите, тоа е бензопиренот, кој што директно се врзува за ДНК. Директно ја прави штетата. Директно ги предизвикува мутациите. А што е со електронските цигари? Тие се помалку штетни? Дојдеме поред, да. Помалку се штетни, директно да ви одговорам, меѓутоа ќе дојдеме поред. Се зборуваме се уште за она што е индустријски купена цигара. Се уште сме... Веќе споменавте 70 канцерогени материи плюс радиоактивните. Тоа се директно канцерогени. Класа 1 канцероген, потврдено канцерогени. А зашто кај секој не предизвикуваат рак, и до тоа ќе дојдеме. Ќе продискутираме и за тоа. Тоа е пушењето, инхалацијата, која што е најштетна за белите дробови и за гласните жици со ларингсот. Дури и космик каталогизацијата на соматските мутации што доведуваат до рак. Ги има поделено во две големи групи мутациите кои што произлегуваат од пушењето на тутун. Значи самото пушење доведува до мутации на одредени гени. Една од тие генетски сигнатури, значи уште зборуваме за генетика, после ќе одиме на епигенетика. Една од тие генетски сигнатури е типична за рак на бели дрвови и рак на гласните жици. Сосема друга геномска сигнатура па е типична за метаболитите од никотинот и од бензопиренот, кои што се елиминираат преку бешик. Сосема трета пак геномска сигнатура е одговорна за оние што жвакаат тутун, па имаат зголемен ризик од карцином на орофаринг, значи устната шуплина, карцином на езофагус, односно на хранопровод и карцином на панкреас. Како најштетни во однос на оној епигенетски дел, и тоа се многу просто ќе ви го објаснам, вака многу страшно звучи, сепак пушењето е најштетно. Преку 2600 типични метилации како реакција од тој епигенетски дел се пронајдени во бронхиите на пушачите. Метилациите како процес се врзување на метил група за еден, ние ги викаме CPG островчиња, типични островчиња на промоторниот ген на секој ген. Секој ген има свој промоторен ген. Во превод, 20.000 и кусури гени ги имаат сите наши клетки. Меѓутоа, нашата мозочна клетка се разликува, да речеме, од нашата од црвено крвно зрнце, така? Така, секој клетка е различна. Црвеното крвно зрнце во својата најзрела форма нема ни јадро, пошто оно веќе не се ни дели понатаму. Ајде, ќе земеме друг пример. Клетка на црниот дроб, хепатоцит, која што е активно се дели. Зашто едната се претвора во својата диференцијација во, да речеме, нервно ткиво, а другата во клетка од црниот дроб, е баш прашање на експресија на гени. Значи, дали некој ген ќе му биде дозволено својот протеин да го кодира или нема да му биде дозволено. И најчестиот механизам кој што тоа го постигнува се баш тие метилации. Значи, ние природно без метилации ние не би можеле во ембриогенезата понатаму да се развиваме. Меѓутоа, пушењето, за жал, носи дополнително страотно многу метилациско епигенетско оптоварување на нашиот респираторен систем. Не толку колку чокањето. Вака, најпросто, најкратко одговорено. А сега, вториот дел од вашето прашање. Електронските цигари, зависно од уредот кој што користи загреан тутун или никотин во течност, бидејќи многу се разликуваат. Значи не е се едно. Воопшто не е се едно и најлошо е регулиран
течниот никотин. Значи, тој содржи ацетил, алдехид, формалдехид, разноразни ароми кои што најверојатно голем дел од нив се штетни. Зошто? Преку 30 на смртни случаи има од акутно труење со, пазете, смртни случаи од акутно труење со таков тип на течен никотин, значи електронска цигара, што ја загрева течноста до ниво на испарување, па после ние вдишуваме. Крајно е нерегулиран во регулаторните, како да речеме, што е во Америка FDA, во Европа ЕМА, кај нас Малмет, дури од 2009 FDA, благодарение на законот на Барак Обама, почна да регулира што има во составот на цигарите. До 2009 беше апсолутно нерегулиран. Да се вратиме на она што е сега хит, загреаниот тутун. Многу помалку е штетен. Предизвикува зависност? Апсолутно да. Има никотин? Апсолутно да. И тој никотин која ќе се распадне на своите понатамошни метаболити во телото, стануваат и тие канцерогени. Така. Особено хидроксиникотинот. 5-хидроксиникотинот е директно канцероген. А што е со оние никотински лепенки што се користат за одвикнување од пушењето? Да. Бидејќи тука нема сега чат. Со никотинските лепенки најверојатно, како што стојат сега работи во клиничките истражувања, ќе бидат можеби дел од терапијата на Паркинсон, на Алцхаймер, на нейродегенеративните заболувања. А на attention deficit hyperactive disorder на решувањето. Еден многу интересен синдром наречен Турет синдром. Не знам дали ви текнува по филмови сте го гледале. Како тикови, деконтролирано. Како тикови, одеднаш ки сврли нешто, најчесто во форма на псовка. Да, вокални се тие тикови и моторни комбинација. Така е, така е. Да, со право имаат амбуланта, мислам, да е пофално. Така да, тие печеви најверојатно ќе имаат и некаква тераписка иднина. Меѓутоа, било која друга анализа да земат. Секако дека пушењето цигари е страотно голем непријател. 1,5 милион луѓе годишно директно ви умираат поради тоа пушење. И не е само тоа. И во однос на лекувањето кај пушачите има малце поинакви правила. Така. Дали е ризично се испуши само, дали ризикот за карциноми расте од испушена само една цигара? Да, бројот на цигари е многу или битен. Или е бројот точно, на цигари ваше? ваше? Се смета дека кај поголем дел од луѓето заштитните механизми на ДНК, гените одговорни за репарација на ДНК, до некои си 10 цигари дневно и можат да го исчистат како дебриз за да не дојде до нарушување на структурата на ДНК. Меѓутоа над 10 е веќе. Не сакам ова да звучи како утеха за некој. Далеко е тоа, најдобро е воопшто да не се пуши. И да, со прекинување на пушењето на вистина и ризикот понатаму од рак на бели дробови драстично се смалува. Сега колку е тоа драстично вака Што значи тоа е 24 часа по прекинот на ништо. Пушењето ништо. После 24 часа ќе имате проблем со својата психа, со незаситените никотински рецептори, ќе ви бараат никотин. Ќе има криза. Криза. И за класична. Зависничка криза. Видете, за таа криза има решение, дека нема решение. Постојат тапчиња на база на цитизин, сега не смеам брендимето да го кажам, кои што на нашиот пазар беа регистрирани, па поради малиот интерес, бидејќи е тоа лек. Значи не е додаток за храна, него е лек и по нашиот закон лекови не смеат да се рекламираат. Јавноста многу малку дозна дека таков лек е регистриран. За жал. Лепенките никотински може да помогнат во оваа ситуација? Тоа не е лек. Тоа не е лек. Тоа не е лек. Ова е баш една аминокиселина која што го фаќа никотинскиот рецептор со 7 пати поголем афинитет од самиот никотин. И ги заситува. И на тој начин со тоа што времето на отпуштање е некои 2 часа. После 2 часа нова таблета. После 2 часа нова таблета. Колку време треба да помине Многу индивидуално. Последната цигара за да се намали ризикот за малигни заболувања? Глобално кај општа популација.
од 5 до 10 години непушење за 50% го намалува ризикот. После 20 години престанок, ризикот е скоро исти како у популација што не пушела. Меѓутоа, тука се важни 3 фактори. Колку цигари дневно, со каков интензитет сте пушеле, колку години поред. Значи, колку повеќе испушени цигари дневно, толку поголем ризик. Колку повеќе години, толку поголем ризик. А она што се уште не е развиено како некој комерцијален тест, тоа е вашата генетска мапа, вашите генетски, да кажеме, предиспозиции, кои што може да утврдат дали ќе или нема да заболите. Сега, постојат пушачи, долгогодишни... Што никогаш нема да заболат од рак на бели дробови, некој не не запалиле заболуваат. ниту една цигара, или палеле само неколку, а се соочиле со оваа лоша диагноза. Не е прецизна изјавата, никогаш нема да заболат едноставно. Ние сме се уште генерации што би умреле. Значи, не се само тука генетските сигнатури од самиот тутун. Постојат две така наречени клоклај генетски сигнатури, односно генетските сигнатури на старењето, кои што исто така го зголемуваат ризикот од рак. А теоретски кажано, ако постигнеме доволно длабока старост да не заболиме и умреме од нешто друго, ради самата структура на нашата ДНК, ние на крај неминовно ќе заболиме од некоја форма на рак. Неминовно. Меѓутоа, друго е да доживеете длабока старост, без хронично воспаление на бели дробови, без рак на бели дробови, отколку со овие да работи. За жал, во секојдневната пракса гледаме пациенти кои што и 30 години после откажување од цигари, од пушење цигари, со релативно мал стаж, еве ги после 30 години добиваат рак на бели дробови, кои што по своите генетски сигнатури одговара на пушачки. Директно, значи, постои корелација со цигарите и со пушењето. Освен рак на белите дробови, кои други форми на карцином се директно поврзани со цигарите? Еве веќе споменавте дека некои метаболити се сфрлаат преку урината, тоа значи мочниот меур страда. Само да не се свати погрешно. Не секој пушач ќе заболи од рак на бешика и ни оддалеку не секој рак на бешика е производ на пушењето. Да речеме, кај азијатите, употребата на една многу специфична боја, која што, пазете, тие употребуваат мануелно. Тие не ја пијат бојата, тоа е боја за боење на свила. Предизвикува рак на бешик. Пак ќе нагласам, тие не ја пијат бојата преку кожата на влегу. Затоа сакам да ги поделиме работите. Да, директно, најголемата инциденца ќе отиде кај рак на бели дробови. На второ место, зборуваме за пушачите. Рак на гласните жици, особено ако е потпомогнат и со употреба на алкохол. Па тек тогаш иде ракот на хранопроводот, ракот на желудникот, ракот на панкреасот, па потоа ракот на бешиката, па потоа ракот на цервиксот кај жените. И веќе ракот на бубрезите, 2:1 е соодносот. И после кај останатите типови веќе нагло паѓа таа поврзаност. Нагло паѓа. Сметате ли дека кај долгогодишните пушачи треба да се прават некои скрининг прегледи, например компјутерска томографија, за да се провери каква е состојбата на белите дробови, особено ако имаат над 50 години? Во идеални услови, скринингот, како што е замислен како концепт, треба да биде минимум инвазивен, односно кога би можеле со издишување на воздух да откриеме канцероген. Тоа би било прекрасно, а не low-dose CT. Второ, да биде ефтин. Low-dose CT не е ефтина работа. Трето, да има многу добра сензитивност и специфичност. Low-dose CT го нема ни едното ни другото. Доволно добри за да биде прав скрининг. Не е тоа прав скрининг. Така. Тоа е некое така рано откривање, меѓутоа прав скрининг не. Се уште не постои вистински скрининг за тоа. Се работи многу особено преку крв. Бидејќи точно се гледаат и кај оние што се пушачи, и кај оние што се непушачи, точно кои секвенци каде што
прават, знаеме кои се тие секвенции, знаеме да ги разликуваме тие ДНК секвенции. Значи преку крв генски анализи, така? А преку крв со тоа што најверојатно ќе има и нешто што го викаме специфична ctDNA, односно циркулирачка туморска специфична ДНК, и нешто што се вика специфични циркулирачки туморски метиломи, односно како епигенетска компонента. Често пати слушаме дека пасивното пушење е исто така штетно. Дали тоа значи дека блиските членови од семејството? Да, тоа го знаеме сите. Тоа значи дека блиските членови на семејството, на пушачите, исто така на онколошки ризик се изложени. На онколошки ризик. И не за џабе законот е смислен како што е смислен. Доаѓаме до тоа сега всушност. Во многу европски, не само европски, во многу земји во светот има страшно ригорозни закони. Земји. Во развиените земји, баш носењето на законите и подигнувањето на цената на цигарите направија до тоа да дури по 9% годишно паѓа стапката на ракот на белите дрва. Значи неможноста да си дозволиш финансиски. Па и неможноста е еден од чекорите. Знаете што, каде е тоа важно? Тоа не е важно кај човек кој што работи, кој прима плата, тоа е важно кај децата, кај младите. Деца се, кај младите, кои што немаат толку многу джепарец. Каде што трошење на $15 дневно е веќе сигнификантно. Но вејповите се присутни кај младата генерација. Факт е дека и тоа може да се спречи, и тоа може и да се контролира. И мора. Само треба некој да сака да го исконтролира. Зашто викам да сака да го исконтролира? До 90-тите години, дека во Америка не почна огромните правни парници против производителите на тутун, свеста воопшто не беше развиена. Едноставно, моќта на големите производители на цигари купуваше се. Купува медиуми, купува суди, купува све. Меѓутоа, кога доказите веќе стана апсолутно јасни, тука веќе не можеше да се купи целата јавност. Да речеме, ајде вака без да именувам, еден од најголемите светски производители. Уште во 70-тите нивните научници сакале да изфрлат научни трудови кои што биле прифатени во Science магазин. И покрај она што го викаме bias, односно конфликт на интереси, за штетност, менеджментот на компанијата не дозволил, ги уценувал вработените. 70-тите исто така постоел лобит и да се направи генетски модифициран тутун, кој што многу помалку би абсорбирал штетни материи од атмосферскиот воздух и од влагата. Оние мали фини влакненца трихоми да ги нема. Меѓутоа излегол тој проект као комерцијално нефизибилен во тоа време и никогаш не го направил. Така да не за џабе ги викаат Merchants of Death, трговци на смрт. Во развиените земји, веќе како што споменавте, во светот има забрана за пушење не само во затворен, туку и на отворен простор. Оддамна, да речеме, цел Харвард е забранета зони за пиење, за пушење. Цел Харвард во Бостон. Не само кампусот, целиот кварт. Оддамна америчките кампуси се тотално забранета зона. Значи, сакате да запалите цигари, идете неколку километри таму на влез, па таму си палите. Сметате дека забраните го постигнуваат посакаваниот ефект? Тоа е најранливата категорија што најмногу треба да се заштити. Да, за жал никотинот ја зголемува концентрацијата, го зголемува вниманието, меѓутоа постојат и други типови на ментални вежби кои што може да го направат истото. Сега во Америка, да речеме, забранија пушење, меѓутоа употребата, злоупотребата на метамфетаминот баш кај таа популација сигнификантно. Тоа на што го прави мозоков наш да работи многу подобро. Треба да се работи на сето ова многу темелно. Кога зборуваме за законот за забрана за пушење, обично јавноста е незадоволна од тоа и покрај тоа што сите се запознаени со можните ризици за здравието. Тоа е само одговор дека недоволно сме ги информирале пушачите. Сметате дека не се доволно информирани? Они во глобала знаат дека е штетно, не знаат. Сите знаат дека е штетно. Сите знаат. Видете, ние сме општество кое што долги години пати од хронични проблеми.
Така да на нашето општество да му треба една колективна психијатрија од поголеми размери. Долго време истите работи ни се тапкаат во место и луѓето се навистина преуморни, така да кој ќе ги прашате за цигарите, тоа им е последното нешто што им доаѓа на памет. Некои велат загаден е и воздухот. Загаден. Тога зошто би прекинале со пушење? Загаден е воздухот. Но сепак ова е сериозен јавно здравствен проблем и пушењето е подеднакво сериозно јавно здравствен проблем. Еден по еден треба да се решава. Математика тоа да го. Секаде онаму каде што немате парно или каде што немате клими за грејење, смрди на изгорени дрва или изгорена пластика. Зашто да ги санкционирате пушачите, а да не ги санкционирате оние што илјадници пати повеќе загадуваат. Илјадници пати повеќе загадуваат. Како се детектира? Многу просто. Доволно ви е дрон да пуштите навечер и веднаш ќе ги детектирате сите ожаци по адреса. Ова е еден сериозен проблем кој што бара Многу сериозен проблем. детална анализа и една цела. Втора работа, еве. Ајде сега да замислиме една ситуација во која што никој веќе не се грее на дрва, на пластика, на гума, на отпад. Ајде да замислиме таква ситуација. Најголем дел од возилата ни се стари дизели, каде што DPF филтри за прочистување се неактивни. Бројот на електрични возила е премногу мал. Емисијата на штетните гасови од автомобилите и мислам дека се ќе се зголеми. Како ќе се успори сообраќајот низ Скопје, така емисијата ќе стане поголема на штетни газови. Колку често среќавате пациенти со рак на белите дробови? Секој ден. Навистина има таков брз пораст на ново заболени дури меѓу младите? Не, на ракот, на најмладиот, каде што директно причината била пушењето, и тој и двајцата биле ситно клеточни, што е малце понетипично. Тие едниот беше на возраст од 32 години, другиот 37 години. Не младиот пациент што сум го имал со АЛК фузија како непушач со рак на бели дробови е 19 години. Само 19 години? Да. Значи границата нагло се спушта? Не, од секогаш постоеле тие форми. Од секогаш постоеле тие форми, меѓутоа АЛК фузии од пред 15 години знаеме што се. Значи, особено неситно клеточниот карцином на бели дробови, кај никогаш пушачи. Тоа се не пушачи, со тоа што малку е тежок преводот сега да не се изгубиме. Никогаш пушач е попрецизен термин отколку непушач, бидејќи како непушач може да се себе си гледа некој што е бивши пушач. А бивши пушач не значи никогаш пушач. Така да затоа ќе го употребуваме терминот никогаш пушач. Така. Кај никогаш пушачите, нити пак оние што пасивно биле изложени на дим од цигари, особено неситно клеточната форма која што е доминантно, 85% од рак на бели дробови примарен е неситно клеточна. Имаат некаков тип на типична генетска драйвер мутација, за која што пак најчесто сега постојат лекови што сето тоа го инхибираат и многу подолго преживуваат со апсолутно подобар квалитет на живот. Додека кај пушачите тие се доста поретки како хоспотови, како типични мутации. Втора работа. Има еден парадокс на имуната терапија кај пушачите што боледуваат од рак на бели дробови. А кај ни во иницијалната фаза имунотерапијата побрзо делува за разлика од непушачите. На почетокот. Меѓутоа, на долги стази и побрзо дава резистенција кон имунотерапија. А како влијаат цигарите и никотинот врз дејството на хемотерапијата и на радиотерапијата? Бидејќи некои пациенти знаат да примат терапија и потоа да излезат и да си запалат цигара. Лекови како што имунотерапија, јас би ги тестирал пациентите дали и понатаму пушат и на тие што и понатаму пушат, такви скапи лекови воопшто не би трошал, бидејќи и јас и вие од нашите плати издвојуваме пари за нив. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Постојат начини. Да речеме, котининот без проблем и од уриниот крв може да се детектира како метаболит.
И тој може да ни каже од прилика прекинал, не прекинал. Джабе давам имунотерапија на пушачи. Активно. Ако веќе одлучил да се лечи, прекинал со пушење, окей, нека се лекува. Ако не прекинал со пушење, нема да се лекува. Знаел до што ќе дојде. Еви се пак гласно ќе кажам. Многу подобро ќе делува имунотерапијата ако се прекине со пушење. И му препорачувам на фондот топло да размисли дали и оние онака броени пари во нашиот здравствен систем ќе ги троши на оние што се уште не ќе да прекинат да пушат, а се на имунотерапија. Што говори вашето искуство со пациентите кои што имаат карциноми? Дали ги оставаат цигарите по препораката од кога ќе добија диагнозата? На сите нив имеите како потребна многу стручна помош и многу психолошка поддршка за бидејќи не е лесно тоа да се направи. Не, стресот и така е присутен, така дополнително расте. Ретки се оние кои што ја грабат кутијата, фрлат и викаат готово. Многу се ретки. Најголемиот дел од нив викаат што ќе сумре и така зашто да прекинам да пушам. Па зашто тогаш да се лекуваат? Која е поентата на лекувањето? А каков е ризикот од рецидиви кај пушачите? Секогаш е зголемен. Значи, прво, послабо делува и хемотерапијата и имунотерапијата. Во однос на радиотерапија немам прочитано некои екзактни студии. Меѓутоа, и кај хемо, и кај имуно, послабо делуваат кај пушачите. Вие давате силна поддршка на законот. Да. И покрај тоа што сте пушач. Да. Силна поддршка. Кога започнавте вие да пушите? Еве неколку прашања. Кога ми дојдоа големите испити, кога ми требаше многу концентрација да останам со сати на место и да читам, видете. Јас сум таа генерација што се запиша на медицински факултет после одвојувањето од Југославија, кој имавме многу мал број на книги, кога книгите ги делевме меѓу себе, така да тоа што денес имаш книгата, седни, научи го, фати прибелешки, утре книгата и атласот оди кај некој друг. И ви треба стравно многу концентрација, ментална енергија да останете со сати на столици да сето тоа го исчитате. Така да јас тогаш почнав. И голем дел од докторите се пушачи. За среќа во младите генерации се помалце и помалце. За среќа, голема среќа. А сте пробале да се откажете? Имав период од кратки месеци кога ми успеа. Меѓутоа Но кратки месеци. Да, првиот ден во АРМ поминавме некои си непотребни кумулативни 10 сати на писта и запалив пак. Значи многу лесно е враќањето на старата навика, Секогаш е особено поврзано кога со сите стрес, одоколу палат секогаш е цигара. поврзано со стрес, бидејќи да, пушењето го редуцира акутниот стрес. Да, тоа е објаснато дека е така. На крајот на кришата и зависноста сама по себе не е лесно да се стави лесно. под контрола. Да. Многу е поголем проблемот, знаете, кој оние што се никогаш пушачи. Тоа е, не можете да им го објасните тоа. Како е тоа толку тешко, сега да кажеш веќе не пушам. Да речеме, пушаш многу лесно ќе каже, од сега веќе не јадам, кај да знам, не пијам топла чоколада. Fair enough, нема да пи. Ама многу тешко ќе откаже цигарата. Иако и топлата чоколада му го зголемува нивото на допамин. Што е всушност поентата на приемот на никотин. Значи не е само ритуалот на раката и на устата, него е ослободувањето на допамин во мозокот, хормонот на задоволството, тоест, неуротрансмитерот на задоволството. Не на среќата, на задоволство. На задоволството, така. Доколку се намали бројот на луѓе што околу нас палат цигара, сметате ли дека тоа би бил добар начин Апсолутно, за да. Земете ги откажување нашиве од цигарите? пушачи како се однесуваат во странство, кога се во непушачки средини, воопшто шубиме да запалат. Шубиме да видат видени со цигара. Да, тоа ќе си ги даде Но свој... тука речи си 50% од населението, ако не се лажам. Вие го заборавате се пушачи. моментот наречен време. Ни во високо развиените земји не е се така мазно и се така одеднаш. Години биле потребни сето тоа да се смали, за да стигнат до ова ниво на кое што се сега. И кај нас ке треба години. Ништо, значи тоа не, преку ноќ не може да се промени. Никако преку ноќ. Никако. Сега,
Она што пак мене ми интересира, тоа е зашто ние како општество и понатаму субвенционираме па производство на тутун. Тоа е врзано со нашата традиција. Ние сме држава која што произведувала... Па добре, ви традиционално сме држава што не може да влезе во Европска унија, зашто и понатаму сакаме, мислам. Сега не е баш можеби одговорот вајс верса адекватен, лошите традиции треба да се раскинат. Значи вие толку радикално би настапиле? Стварно не гледам поентата. Значи нема да се труеме ние, ама ќе произведуваме други да труеме. Добро. Што говорат светските искуства? Дали е онаму каде што има забрани за пушење? Да, драстично. Се намалува да се бројот на намалува новодиагностицирани пациенти со карциноми? Да. Значи од тука треба всушност да се поиде. Не е за џабе. Не е за џабе таа забрана. Таа забрана сама по себе ќе ги навикне луѓето на што помала конзумација постепено. Постепено што помала конзумација. За да на крај кога ќе сфатат дека и со сати можат да издржат без да запалат, тука многу полесно ќе им дојде, пак ако можам со сати или денови да не запалам, зашто уопште би пушил понатаму. Кога на некој пациент му соопштувате диагноза која што е поврзана со цигарите, карцином кој што е во корелација со цигарите, и потоа ќе се советува да се остават цигарите, обично на какви реакции наидувате? Кој ќе ви се пожела, да речеме, дека тоа тешко му оди, дали можете да ги разберете? Реално субституцијата со апчиња што содржат цитизин ќе треба да одат во странство да ги купуваат. Второ, тоа се секогаш предолги муавети, а јас не сум психијатар, не сум ни психолог, така да тука советувам психолошко и психијатриско советување. Значи тоа е неминовно. Сам не дека не би можел да го направам, би можел, меѓутоа би изгубил многу сати со еден пациент. Значи тоа е дел на Тоа е сепак тоа бара психолошки, психијатриска поддршка за успешно да се совлад. Болест на зависност. И за тоа психијатрите се многу подобро обучени од нас онколозите. И тоа е нивни дел. Така. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ги предучивте овие важни моменти кои што се поврзани со малигниот потенцијал на цигарите и на никотинот. Така, Бидејќи на социјалните мрежи може да се видат најразлични видеа, па некој може да биде збунет и да помисли дека може би има некаква медицинска корист од видете, оној што сака да најде оправдување, тој ќе најде моментално оправдување, иако длабоко во себе знае дека не е така. Баш тоа сознание длабоко во себе, дека тоа сепак не е така, на крај повторно ќе го одреде на правиот пат. Меѓутоа, ние само така ја загребавме површината, зборувавме само за она што е директно канцерогено. Сега, сите тие нема смисла, мислам, нема да бидува час по хемија и по биохемија да ви ги одвојувам и метаболитите и штетните материи и во самиот дим и во самиот катран, мислам, нема поента. Али законот, онака како што е донесен, како крајна поента на целиот разговор, убаво би било да биде испочитуван. Знам дека она што е нашата индустрија на забава, да наречем, или социјалните сфери ќе бидат засегнати со забраната, меѓутоа тоа е тоа. Ќе мора да се навикнеме. Ќе мора, значи, собствениците на локали да најдат друг начин како да привлечат муштерија, не само пепелјарата, масата сложата. Така е. Ви благодарам за гостувањето во Телма амбуланта уште еднаш. Благодарам за можноста. Почитувани, ова беше уште една емисија што ја реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.